Голем благослов, магична моја фамилија. Голем благослов за сите вас. Добре дојдете на страницата на Уналум Тарот. Ви благодарам многу за пораките на поддршка што ме ги праќате секојдневно. Денешната тема на исчитување пораки од тарот картите е синхроницитети или пак ангелски броеви. Синхроницитети во броеви или пак повторно ангелски броеви каде што ги среќаваме секојдневно. Ги гледаме преку соништата, ги гледаме во некоја витрина или пак ги гледаме надвор ван нас. Енергија каде што не окупира или пак ни дава права насока, но не знаеме што значат тие броеви. Обично тие броеви ги гледаме на часовникот, како и секогаш, или пак енергија која што ни дава поддршка од универзумот, каде што тие броеви се синхроницитети со изворот. Ние сме само дел од синхроницитетните броеви кои што испраќа пораки до изворот и повторно се враќа назад како порака со синхроницитетни броеви. Ајде да започнеме со ова ичитување од тарот картите. Ова ќе биде генерална колективна порака која што се надевам дека многумина ќе се пронајдат вечерва во ова исчитување од тарот картите. Се надевам дека ќе ви донесе успех и среќа, доколку овој синхроницитет за некој ќе биде од голема важност, ќе биде откровение или пак ќе добие смерница за некој настан кој го очекува во скорашна иднина. Енергија каде што и ќе треба да превземе акција за донесување на битна и важна одлука во неговиот сегментен енергетски дел или пак порака кој што ние сме ја пратиле во универзумот за да ни се врати повторно како синхроницитетен број или пак број на ангелите кои што ни даваат порака во овој телотворен свет. Ајде да видиме за кој број станува збор денешните тарот карти да ни откријат. 17 број кој што е редовно гледан од вас или пак за некој од вас многумина ќе се пронајдат во овој број. Овој број носи духовен раст, енергија каде што вели прегрни го своето патување на духовен раст. Тоа те води кон повисоко ниво на постоење. За некој од вас оваа порака ќе биде како енергија кој што многумина од вас те испратиле до универзумот, а сега добивате порака преку кодиран број или пак енергетски број, синхроницитет кој што универзумот ви порачува дека духовен раст ќе настане за некој од вас во енергија. Ајде да видиме за што поконкретно се работи преку овие архетипни тарот карти. На прагот или па прагот и едниот. Енергија која што вели праг 1. На прагот до вашето спиритуално растење и вие ќе бидете само една светла точка во универзумот кој што ќе пораснете многу побрзо од останатите ваши мудреци. Енергија каде што стапнати сте на самиот праг да влезете во енергетско ниво, спиритуален раст, каде што ќе бидете впечатлива особа, не секојдневна, но ќе дели енергии кои што ќе биде во универзумот како една и единствена енергија.
Оваа енергија е за духовна енергија која што пребива многу можности да се духовно пораснете, да постигнете еден пат каде што ќе треба да води до повисоко ниво. Повисоко ниво да дознаете зашто и постоите на оваа земјина планета. Ајде да видиме што друго тарот картите сакаат да ни порачат вечерва во ова исчитување од тарот карти. Потковица. Тилив тарот картите ви викаат стрекно, енергија која што ви покажува стрекно на вашето патување до духовен раст. Енергија каде што и треба да превземете духовност. За некој од вас ке значи дека некоја една и единствена емотивна заштита ке има љубезност во семејството и значајно ќе биде за вас. Енергија каде што духовниот раст токму во вашето семејство ќе биде достапно. Енергија каде што некој ќе превземе емотивен духовен раст, каде што патот ќе биде обележан до повисоко енергетско ниво. За некој пак од вас ќе биде семејство кое што ќе се искачи духовно и каде што ќе блесне на пијадесталот значајност, која што ќе биде од емотивна заштита. Енергија каде што и енергетските духовни вредности ќе бидат во раст и ќе ви помагаат како од едно семејство, едно гнездо кое што ќе биде во емотивна потпора. Енергија каде што за некој од вас ќе значи дека токму вашето семејство ви причинува голема страст, а пак за други од вас ќе значи доколку оснивате семејство и сте на пат тоа да го направите, ќе биде во духовен раст и во голема страст. Енергија каде што ќе бидете подпомогнати од постара жена, која што ќе биде ваша соработничка или пак ќе биде ваша духовна врска. Енергија каде што оваа шаманка на овие тарот тилив картички или пак чајни картички ќе бидат енергија каде што оваа шаманка, оваа жена во постари години, кое во вашето обкружување ќе биде во соработка или пак во тесна духовна врска со вас и ќе ви потпомага за се она што и ќе бидете во вашето патување. Енергија каде што ќе добиете признание и награда за заслуга. Некој од вас ги очекува огромна среќа на овој пат. Ајде да видиме и што друго тарот картите ќе ни порачат. Стрекно и духовен раст и развој со 10 пентакли. Енергија каде што ќе има просперитет во семејството. Енергија каде што ќе дадете огромна заслуга, каде што просперитетноста ќе ви биде во духовен раст и развој. Енергија каде што вашето патување ќе биде во просперитетна светлина, каде што љубезноста од оваа постара шаманка, жена која што е во дивајна енергија за вас, ќе биде во тесна соработка, дали преку сон или пак преку енергија на 17-17, ќе биде во
заштита, одредена енергија која што ќе ви помага за да се искачите на во повисока перспектива. Енергија каде што пажот на пентаклите ви вели љубезно семејство, една емотивна заштита е во вашата енергија и ви дава можност да бидете во ваша иднина, каде што и треба да бидете. Просперитетот и вашата иднина се во вашето семејство, изградите го до максимум, блеснете во духовен раст. Енергија каде што вашиот пат ќе биде со вашето семејство, каде што ќе градите и ќе бидете лидер во просперитет. Енергија каде што и вашата победа ќе биде со огромна заслуга. Енергија каде што кралот на штаповите е во можност да биде природен лидер со дарба, духовна дарба, која што ќе има огромно значење. Овој духовен раст, оваа синхронизација ќе биде во 17-17. И токму кога ќе го погледнете часовникот, ќе знаете дека сте на правиот пат и до правата цел. Енергија каде што природниот лидер вели дека ќе имате добри вести на вашиот пат, добри вести за емотивна и страствена врска, каде што ќе биде во просперитет. Енергија каде што ќе се заснова за некој од вас и просперитетно семејство кое што ќе биде со духовни вредности. Енергија каде што ќе бидете прифатени и љубени. Енергија каде што ќе започнете еден нов живот, една нова енергија каде што ќе вели невиност, но чистина. Ќе давате чисти и јасни мисли, ќе isfрлате од вас чиста и јасна емоција и чиста и јасна духовност. Енергија каде што ќе бидете пригрлени од вашето духовно семејство. Ајде да видиме и порака од овие карти. Stretch, surprise, past life, енергија indication и енергија cherish. Токму така. Енергија каде што ќе се осеќате мокно со ваша љубов и ќе бидете љубени од другата страна. Енергија каде што ќе привлекувате душевни ваши енергии каде што ќе бидете потпомогнати од вашето душевно семејство или пак духовно семејство кое што ќе ве изненади на вашиот пат. Токму тоа ќе се случи во една енергија каде што ова ваше духовно семејство е од можност од прошлиот живот, каде што ќе се сретнете токму сега. Ова духовно семејство може би е поразлично од вашиот живот сегашен, но ќе треба да се вратите наназад. Вие ќе се сетите на вашето семејство во вас, енергија каде што ќе се пробудите и ќе бидете во енергија на единствена личност која што е предпознатлива во универзумот, енергија која што го пригрлува универзумот и универзумот ве прегрлува вас со вашата внатрешност, енергија каде што ќе се пробудите. Токму тоа и ќе го направите
тоа ќе биде вашето изненадување, енергија каде што сите знаци кои што ќе бидат на вашиот пат ќе индицираат точност и јасност, каде што и ќе бидат препознатливи за вас и вашите сензорни сетила, енергија каде што и ќе бидете во препознавање, духовен раст, каде што ќе бидете пригрлени со вашата од вашето духовно семејство, енергија каде што ќе бидете и протектирани и заштитени, како што и налага вашето семејство, дека ќе бидете во заштита, емотивна заштита, од љубезно семејство кое ќе има огромно значење за вас. Енергија каде што тарот картите ви порачуваат во денешната порака на синхрониситети или пак ангелски броеви, кои што се директни пораки од универзумот, кои што сте ги праќале како пораки и како кодови од вашиот сегментен живот или пак од вашата манифестација, е да ангелот на вашата моќ ќе биде во ваша надлежност, ќе ви помага во секој чекор на вашиот пат, каде што и вашиот пат ќе биде во енергија на грлена чакра. Ќе бидете и ќе зборите јасно и гласно, ќе ги потсеќате другите околу вас да се сетат на нивните духовни семејства, каде што и ќе бидете во енергија да издвојувате една ваша заслуга, која што ќе бидете единствени во универзумот. Ќе бидете една и единствена енергија која што ќе ги пробуди толпа луѓе или пак толпа персони кои што се уште спијат и духовно не растат. Енергија каде што универзумот ви ја отвара вратата на духовноста. Енергија каде што духовната врата за вас е комплетно отворена. Оваа порака носи јасно обележје за вас и вашиот сегментен енергетски дел, а тоа е синхроницитет по патна порака или пак ангелски број кој што е енергизиран, духовен и е во можност да вашиот пат е прав пат кој што сте го и одбрале. Да бидете во енергија на духовна моќ, духовен раст, енергија каде што ќе води во повисоко ниво на вашето постоење на земјината топка или пак оваа телотворна земја. Се до вас, како вие ќе перцепирате и како вашите сензори ќе прифатат, така и ќе се одвиваат настаните. Енергија каде што подарокот ќе го добиете во енергија на некој празник, и тоа голем празник, каде што ќе биде и значаен за вас. Енергија каде што ќе бидете мокни, ќе се фокусирате на она што ви треба и што треба да направите за да бидете во енергија на мокност, на контрола на вашиот живот и на вашите енергетски вредности. Енергија каде што некој ќе оснива и своја компанија која што ќе биде духовна, енергетска, каде што ќе има духовни вредности, ќе пружа многу можности, ќе биде во енергија на говорење
и ќе биде во буквален напредок, единствени со вашето семејство, единствени кои што сте се пробудиле први и ќе бидете во енергија да разбудите уште многумина за да ги сплотите, да ги пронајдат нивните семејства и тоа на духовен енергетски пат. Ајде да видиме и совет за вас од овие тарот карти. Токму така. Вие сте феникс. Вие комплетно и да паднете, вие се издигнувате од пепелот. Бидете спремни да бидете реобновени. После период на еден долг застој. Енергија каде што реобновата во вашиот енергетски код е вашето будење. Енергија каде што ќе отсјајувате и ќе бидете единствени во универзумот за вашата работа, која што и токму некој вечерва ќе се пронајде во оваа порака од овие синхроницитетни броеви кои што носат пораки за сите вас. А ја на вам ви посакувам една мирна и енергетска ноќ, каде што сите синхроницитети и овој број 1717 да ви го отвори срцето и разумот за да донесувате енергии кои што ќе бидат во попат на духовен пат и духовна моќ. Енергија која што ќе превземе огромна божанска сила, а таа ќе биде вашиот сон или пак вашиот синхроницитет, вашиот одговор на се она што сте го прашувале универзумот. Се слушаме и гледаме во наредно видео. Поздрав!